Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Во моментов дискутираме за разрешување на министерот без ресор задолжен за диаспора, Джемаил Чупи. И кога малку ќе подразмислам, овој министер може би најмногу има сработено, бидејќи повеќе граѓани имаме во диаспората, отколку што ни останаа во Македонија. Овде би сакала за момент да ја потсетам македонската јавност за тоа како ќе изгледаше ветената земја, блескавата Македонија, во која невработеноста е на најниско ниво, во која секојдневно се градат нови патишта, правниот систем е пупка, здравството бесплатно, образованието врвно, а платите никогаш повисоки. Се сеќавате ли на групата млади луѓе во шарени маички, на кои им пишуваше заедно напред? Навистина заминаа заедно напред, заедно кон ЕУ, без да погледнат зад себе. Каде ни се тие млади колеги? Токму оваа власт безмилосно ги фрли во виорот на едно општество кое требаше да биде општество за сите. Каде се? Таму, во диаспората. Најверојатно се сретнале со досегашниот Джемаил Чупи и го прашале како тоа младите мистериозно исчезнаа од листата на приоритети со кои се фалеа по плоштадите. Системот не им се прилагодува. Станаа социјално најзагрозена категорија од населението. Западнаа во буџетска немилост, станаа жртви на разноразните ребаланси во кои молат за пристоен оброк и нормален кревет. Тоталната негрижа на институциите на власт спрема нив, сите ја плаќаме со драматични загуби на најзначајната категорија од населението, а резултатите од владините политики секојдневно ги испраќаме со по неколку автобуси во странство. Голем дел заминаа, а што е пострашно, уште поголем дел посакуваат да заминат. И не, колеги, не треба да се занимавате со младите само затоа што сочувствувате со нив или само затоа што сте им ветиле грижа, туку затоа што ова општество без активно учество на младите не може да тргне напред во ниту една област. Без млади нема ново современо образование, нема наука, нема спорт и на крај, без вработени млади, нема ни повисоки пензии, ни полн буџет. И тие малку што останаа се повеќе свесни за лошата политичка ситуација, затоа што ја чувствуваат на своја кожа. Образованието не ги оспособува ниту за работа, ниту за живот. Распределбата на стипендиите е нетранспарентна, немаат поттик за самоиницијатива, за развој на сопствен бизнис. Во лошото образование се уверуваат веднаш откако ќе завршат и ќе видат дека потребите на пазарот се поинакви, а неправда, корупција, непотизам гледаат со сопствени очи на секој чекор. Ги избркавте младите по светот на секој можен начин, а 215 белосветски криминалци и наркобосови ги направивте македонски државјани. Кај нас дипломатскиот пасош стана награда за корупција и антимакедонско делување, па така го испративме и славниот Зекир да си ужива по светот, сокриен од правдата за непотистичките вработувања. Неизбраниов дури и го унапреди Зарко Милошевски во директор на Агенцијата за национална безбедност, затоа што го потпиша пасошот на Онишченко. Па каква држава градите, бре, колеги? Каква е оваа држава од која излегуваат младите, а влегува 1 тон дрога, а институциите молчат? Ама реформите за владење на правото биле меѓу приоритетите на нашата држава. Рече оној кој исто така рече да не бев председател и јас би заминал од државата. Да не ја заборавиме и несудената конзулка која наплати 12.000 евра од 5 институции за нецела година. Епа, колеги,
Малку ви било една година за да сработите било што, ама еве, без мира е јупи, ве убедува дека државата може да се ограби и за нецела година. Додека македонската дипломатија е меѓународно девастирана, додека се распродаваат македонските национални интереси, македонската посебност и идентитет, Бујар се занимаваше со вработување на ТВ презентерката. Затоа македонската дипломатија ни е на ова дередже. Затоа што ТВ презентерката не стана конзул во Њу Јорк, но доби вработување во Министерството. Друга точка е на дневен ред. Значи, ќе ве замолам да не ме прекинувате говорам. Јас сум должен да ве опоменам дека не сте на темата за која што се разговара. Во која ни е половина Македонија. Ви благодарам. Значи, добро, нема да го спомнувам, Њу Јорк премиер, готово. ТВ презентерката не стаса таму каде што не сакате да спомнам, ама доби вработување во Министерството за надворешни работи, затоа што и Министерството за надворешни работи го направивте Министерство за ухлебување на вам блиските. Министерството за образование пак долго ќе остане запаметено по учебниците кои никако да стигнат, а ако и воопшто стигнат, кој знае каква содржина ќе имаат. Треба да ја слушате Европската Унија, кон која наводно целите, ви кажува дека мора да инвестирате во младите. Европскиот економски и социјален совет бара да се издвои доволен и транспарентен буџет за развој на младинска политика и вклучување на младите во процесот на пристапување кон Европската Унија, како предуслов за создавање на позитивни промени и подобрување на состојбите на младите. За 120.000 е намален бројот на вработени во државата во периодот помеѓу првото тромесечие од 2020 и првото тромесечие од 2022 година, додека очекуваме снаи, синови, ќерки и сопруги на политичари да гонат и да судат за криминал. Така се штитат криминалните политички елити, од кои очекуваме одлучна борба со криминалците. Да бев на местото на министрите кои чекаат назначување, ќе се подзамислев. Наискрено ќе се подзамислев. Министерот за правда само што ќе седне, ќе мора да ја подпише еврообврзницата која земјава ќе мора да ја издаде по пропаѓањето на предходната. Ако бил чесен човек, досега требаше сам да се повлече. Ама, како што гледаме, ниту имало, ниту ќе има честни политичари во оваа гарнитура. Министерката за труд и социјална политика истакна дека во 90-та до 2019 година стапката на иселување од Македонија изнесувала 32%. Но, податоците од Светска банка велат дека се излезени речиси половина милион граѓани или 1/4 од населението, а трендот на иселување продолжува. Секој четврт македонец заминува, државата ни останува без работна сила, ни старае населението. 700.000 македонци заминаа. И тоа, почитувани, е најтажниот процес кој се случува и не запира. Додека јас овде говорам, додека вие ме слушате. Единствено нешто во кое успеавте да ги убедите граѓаните е дека најдобар начин да си ги исполните ветувањата е никогаш ништо да не ветувате. И за крај, да, сега веќе сите знаеме дека навистина сте имале план за живот, но план за живот во Германија, Швајцарија, Италија, Малта. Ви благодарам. Даниела Николова, реплика.